Драги гледачи, денеска ќе ви представиме еден од нашите најпознати специјалитети, за кој што верувам дека нема некој што не го пробал и не го знае и пред се не го сака. А тоа е бурекот. Бурекот е еден специјалитет кој што може да го конзумирате буквално во секој период од денот. Кога ќе имате и кеф за тоа. Може да го конзумирате наутро, на одручек, а често пати знаеме да си кастеме така топол жижал бурек со една чашичка јогурт на вечер. Тоа секако има последици, ама за тоа е друг муавет. Бурекот еден специјалитет кој што според некои теории потекнува од Отоманската империја, а некои теории зборуваат дека тој потекнува дури и од Византија. Но не е битно од каде и од кога потекнува, битно е дека тој е еден од нашите највкусни специјалитети, особено ако го купите од буреџилница Калимеро. Калимеро годинава одбележува 35 години постоење. Навистина бројка достојна за почит во пекарскиот занает. А како точно се произведува еден од најубавите буреци, не само во Прилеп, туку и во околината, ќе ни покаже самиот мајстор Жарко, кој што ги изработува овие буреци. Одиме! Мајсторе, добар ден! Добар ден, добар ден! Како сте? Добри гости! Добри гости ви дојдоа. Благодариме, добро дојдовте, пекара Калимеро. Добре ве најдовме. 35 години, навистина бројка достојна за почит, како што кажав. 35 години да се издржи и опстои во пекарскиот занает е навистина голема бројка. Вака едноставно се најежи си овака со овие зборови, пошто стварно се години поминати и така да ми е вака душава наполнета и едноставно сакам отац да кажам дека се што се може се постигнува. Само да има добра волја и љубов према работа, према животот, према се. Кој е главниот рецепт да се опстои 3,5 децении? Главниот рецепт, љубовта према работата, било која работа с љубов сака. Како љубов према фамилијата, љубов према работата сака. Значи, да обстаниш толку години е стварно рецептот е сложен. Значи, не може да се кажи во еден збор, со една реченица да се опише ова богатство, ова обстојување толку години како фирма. Јас пред се сепак мислам дека главниот фактор особено за пекарскиот занает е квалитетот. Затоа што квалитетот на Калимеро бил истиот вчера, денеска можеби ќе биде подобар и утре. Еден фактор главен што граѓаните знаат да го признаат, препознаат и пред се да го наградат. Па јас мислам дека за овие години сум обстанат по квалитет, квантитет и добра услуга. Морам уште да бидат пречекани како што треба. 35 години на истата локација спроти училиштето Кире Гавриловски, кај старата бана, како што ја знаат прилепчани. Така, има неколку метри подолу. Да, неколку 2-30 метра беше прво на Калимеро отворена прекрши одма училиштето Кире Гавриловски, сега малце подолу сме. Така да во ова улица сме 35 години. Освен тука морам да кажам дека Калимеро го има уште на неколку локации, затоа што порано во минатото, не дека сега нема, ама порано имаше рејца до 13-катницата, па за да ја намалите таа рејца од гужви, морате да отворите и кривогаштани. А па сега видовме днешка кој ќе имаш доволно пријатели, доволно луѓе што те поштоваат, па одиш се дружиш во другите општини и што го сакаат пред се бурекот од Калимеро. Дај дојди кај нас, отвори индујче. Ајде јас. Кога отворите кривогаштани, морате и крушио, па се налутија тие, зошто нема? Слегува долу кривогаштани, па се вика дојди. Хајде читам догоре, така да... Така тоа беше во една година разлика. Прво, пред 20 години сум Кривоштани. Општина Кривоштани добро населено, добро прифатија и луѓето, пошто пак јас од Прилеп одам Кривоштани, правам бурек и пакаш мора да најдиш некое еластично со самите таму луѓе. Ме прифатија. И добро работиме ден денеска. Од тука после за една година па и Крушево се качи уште малце па горе. Така да мене ми е мило и драго така што Калимеро е стварно си држи едно ниво, си држи една стварно заслужена една линија за обстанување, мислам со работа. Ќе им отвориме една на широк сокак, па да видат што е. Па сега да не види многу епти. Малце и време не гази, Време не гази, така да доволно е тука да оставиме малце на младиве дека да размислуваат. Калимеро. Интересно име од цртаните филмови. Зошто баш Калимеро и како започна целата приказна со Калимеро? Требаше да работам во Жито Прилеп, пошто татко ми заминуваше в пенсија, да ме стават на неговото место. Не ме примија по некој причини, не знам зошто не ме примија, и ја одма ми текна идејата, сега нешто мора да работам. Што би работел? До мене стои добар мајстор, кој замина в пензија.
а јас слободен уметник, желен за работа. Желбата беше многу поголема да се отворам свој бизнис, своја работа, да знаеме, да видиме бидува, не бидува, бидува да можеме сами да останеме или не бидува. И така јас разговарам очи во очи, тато вака и вака ме, имам идеја, а нако ќе продаваме. Секи нешто дека ќе продаваме. Јас нешто ќе смислам, млад, ерген, така можев, имав некое така размислување, имаше доста тогаш фабрики, имаше училишта, премногу, имаше стварно, имаше движение. Да пробаме, ништо не губиме, ќе вложиме некој динар, тоа што го имаме, ќе го вложиме, па ќе видиме. Ако не бидува, никому ништо. Ако бидува, бидува. И се случи второто. Се направи одма некој бум. Значи, требало да се ризикува, па да се постигне тој успех. И од тогаш стварно до денеска, фала на Господ. Што велат, ризикот го создава капиталот. Ете, така. И воља, мора да се ризикува во животот, да се обстани, да нешто, да, а сакаш да успееш. Ајде да погледнеме како изгледа производството Ајде, на бурекот. повелете, лезете во работава просторија. Значи тука се создава магијата на производство на бурек. Значи ова е просторијата каде што имаме ние можност да видиме каде се произведува еден од најубавите буреци во Прилепско. Да, точно така, овде сме оваа работна маса кај што се произведува магија од бурекот. Што се почнува прво? Значи имаме готово направено тесто. Тесто направено ни пред време спремано, тестото се прави како што рековме од специјално брашно само за бурек, се спрема и тоа после остојува 2-3 сати, треба да се сложи, се поди кај мајка што викаме ние по наше. И така да го плескаме вака џузлемината ги правиме, ги плескаме вака да бидат малце округли и почнуваме да се растегнува кората. Кога ќе растегнеме кората, значи правиме тепсијата бурек, правиме од 4 кори, правиме една тепсија бурек. Значи бурекот се состои од 4 кори. 4 кори, А да. претходно масата ја подготвувате ја Да, мора да биде мрснута, тоа ќе залепи. Ако нема доволно мрсно, ќе залепи. Тоа е специјално масло таму за буреци прави. Ајде да видиме како се прави бурекот. Ајде. Значи, земаме првата кора. Ги те растегнуваме крајоите. Значи мораме да тука да внимаваме. Крајоите ги растегнуваме. Пошто со самото вртење на кората се тегни самата кора. Колку време е потребно да се научи вака да се врти кора? Па зависи до човекот, зависи до, значи најмалце ако има волја, љубов, желба, 2 месеци до 3 месеци како сето до карактер на човекот. Се учи брзо. Ако сака човек да научи, се е можно. Дали има тајна производството на бурек? И какав тајна нема што да се крие, вода, сол и специјално брашно. Нема тука што да се, значи и мајсторлукот, многу битен мајсторлукот. Значи се е до мајсторот. Мајсторот мора да внимава на сите нешта, значи брашното има брашна, значи повлажни, има посови брашна, колку ќе прими вода, влажност. Значи мораш кога ќе го вместиш самото тесто да опипаш, кога ќе го видиш тестото го вајчаш, меко, потврдо, појако, значи мора да го направиш точно како што треба. А брашната може да дојде некош помеки и појаки брашна може да дојдат. И затоа мора сето тоа е до искуството. Значи никогаш не можеш да бидеш сигурен дека ова е, значи олку треба само вода и со здравие. Значи мораш да самиот со работата да опипаш, да видиш, да осетиш колку е јачината на самото тесто. Каде се го продававте бурекот на почетокот кога започнавте со калибар? Па, тогаш беше некако имаше доста фабрики што работеја, 11, Тутунски, Црнбор, Билјана беше. По тоа време уште работеа тие фирми и јас едноставно како млад тогаш ќе појдев, имав еден 101, кога ќе појдев таму едноставно ме гледа детето, почнат нешто тогаш како му бев кој идол. Детето младо почнало со работа, нешто приватно. И едноставно многу тргна работата и до денеска еве си работиме квалитетно и убаво. Освен во Прилеп имате продавано на друго место буреци? Да, пред доста имам продавано во лето Охрид. Охрид имам работено така да едно 10-15 добри години, пошто преку лето децава не учат и малце ми намалуваше работата и јас едноставно ми стекна пак така некоја идеја. Мајсторите, камионот, заминуваме Охрид. Ем се капиме, ем си работиме.
И таму доста убаво поминувавме. И нормално носевме по плажите, продававме крофни, кифли. Носевме по тоа одморалишта, така што беа детски одморалишта. Носевме буречина од пилипско бурече. Кога кажеш пилипско бурече, стварно беа многу задоволни охриджани. Значи нема некој што не го пробал во Македонија бурекот. Да. И денеска ме барат Охрид, ме барат. Ама викам доста е, вика, пошто годините ме навасуваат, мораме малце се повлекуваме, малце дајме и малце. Малку и одмор треба на душевичката. Имате на кого да го ставите занаетот? Па сега моментално ние го отворивме како фамилиарен бизнис, татко ми беше тука, брат ми, снами, сопругата моја, сите се, значи како фамилиарен бизнис, ова ни беше заеднички бизнис, го работиме. После со брат текот на времето, фамилија, годините, се разделивме. Башка, тој си беше Лујчан, Башка јас Лујчан, така се оставаме сега само јас, моментално сопругата и си ми и тој работи доста, ма сега моментално тој на факултете. Сопругата можеби единствениот бурекџија во Прилеп, жена што прави бурек. Па може да се рече доста, значи ретко се најдуваат жени, а имаше голема желба и љубов да научи да прави бурек. И секоја чест ми е десна рака од мене ми е, така да немам лоши збори да кажам за незе. Морам да ми боите збори да кажам за да можам некој ало дојди смени ме и ме сменува. Кажете ми, доаѓаат ли млади кои што сакаат да научат занае тука па да ви речат Чичко Жарков може да поработиме ние некој период па да научиме како се произведува бурекот? Значи за кај мене никогаш не сум вратил детенце некој кој сака да научи занае. Никогаш, значи јас сум научил, почнувам од внучина мој, од брат покој, па другарчина кој денеска има отворено и тие свој бизнис отвориле, своји бурџиноци, своји пекари отвориле. Значи имам доста научено и ми е гордост што стварно од кај мене излегле и деца и успешно го работат овој пекарски занае. Така да, јас певе се користам овој момент кој милува, кој сака, значи, помладата генерација да дојде отворени се на пекара Калимиро, да научат занет, од пекарскиот занет, да утре си вадат едно лепче, да не одат по мене по тебе, да барат прошка за нешто. Новинари може да научат? Може да научат, еве, да пробате, ајде да пробате, еве, да видите дека ништо не е страшно. Се е возможно, само ајте кората, кавајте на средина, значи ги растегнуваш крајите. Добро, вака? Така, понежно, исто како со жена. Мора биш нежен. Джентлин софтле. Молим те. Значи, оди да биш, да ти биде во круг. Значи, тама да хората биде во круг. Постепено, така, само го танчиш, нежен мора да бидеш, значи нежен, рековме да бидеш понежен, значи за да може да не се... Та есен, ова нежна работа е. Добре вака? Одлично. Сега како што рековме, левата рака горе, десната долу и ја вртиш во круг. Двете раце ги вртиш, Значи, ајде, левата... ова е тој момент на вртење. Така е, тоа е битно, ајде. Оп, браво, ајде уште еднаш. Добро е, баќаш пак, значи левата горе. Ајде, сега. Ајде уште еднаш. Ајде, хоп, браво, ете дарче. Бурек е штарко од утре, повелете. Чекај се, чекај За повеќе специјалитети ќе ме заследите. Како што каже вашиот сопруг претходно, вие сте можеби една од ретките, ако не единствена жена во Прилеп која што се занимава со производство на бурек. Па мислам да. Тешко ли беше да се научи да се прави бурек? Па првото време малцем потешко, дури да влезеш малцем во колосек да почнеш. Што кој дел е најтешкиот за изработка на бурекот? Вртењето пред се. Да, ја пробав да заврти малку колку толку нешто. Вртењето на кората, ако не ја завртиш како што треба, можеш и да се изолкаш. Може да погледнеме како произведувате бурек? Може. Полека ја растеруваме. Мораме само краевите. Средината не ја чепкаме. Колку пати отприлика треба да се заврти? Па зависи и до тестото, ако е кората многу добра, еластична, можеш да ја вртиш и повеќе пати.
Еве, јас на пример 4 пати ја завртив. Значи, тестото си е добро. Како да игра. Зарзавото се става на првото тесто или прво? Не, зарзавато се става помеѓу втората и третата кора. Значи, ова е готовиот бурек, вака изгледа. Може да се пече, да се фрли, да се Еден бурек. пече. Колку време треба да се пече? Па 15-20 минути. 18-20 минути тука каде прилика зај. А ти сега ти рековме че Ајде. очи ме занет. Така е. Ајде, фрлим го. Значи готовиот бурек се стават на загрејана релна од 200 степени. Ајде да видиме кај е бурекот. Мислам дека готов е. По што се познава дека е готов бурекот? Еве се гледа. Самата боја си кажува. Си е дојдено значи на своето на што стварно си има боичка добрино лице. Малце си ова шмек боја добиено си е печено природна боја. Смил боја. Бурече со сиренце, кој најмногу се бара и најмногу се јади. Значи, Значи, Прилепчани јадат најмногу со сирење. Да. Свежо, свежина има, се има. Нема промашување. Нема промашување. Она што сакам да те прашам за крај на емисијава е тоа дека освен буреците, гледаме дека произведувате и друг вид на бело пециво. Да, имаме лиснати, полулиснати, имаме обично тесто, кисело тесто. Значи мораме секој не може секој ден да јади муштиријата да јадат едно бурече, само бурек. Некој ќе се смени нешто полесно, помрсно, попосно. Така имаме празници, постни и мрсни и си барат мора да му одговориме на нашите муштери тоа што сакаат. И затоа ние имаме и други производи. Затоа покај бурекот имаме бели пецива, лиснати, полулиснати, кисело тесто, пржени работи, така да биде задоволни нашите муштери. Кој милува, нека дојде да пробат, нема да сгреша. Пораката до Прилепчани за крај на оваа емисија. Значи, пораката, не знам што да кажам, можам само да кажам дека да дојдат, да не посетат и да вкусат нашите квалитети. Еве дојде конечно моментот после 20 минути, можеби половина час чекање да го пробаме еден од највкусните буреци во Калимеро. Нема што да се каже, освен гаси камера, ајде гревота сте видела да касните, а сите оние кои што не го пробале, нема што да кажам, повторно дојдете тука.